Нова серија од тридневни протести започнаа поддржувачите на шарената револуција во Кочани. Од собирното место во паркот на револуцијата тргнаа на вообичаениот марш по централните градски улици, истакнувајќи го транспарентот со основното барање за еднаквост пред правдата на сите граѓани на државата, без селективност кон поединци. Колоната граѓани беше забележително побројна од претходните протести, што според организаторите е резултат на се поголемото незадоволство од политиката што ја води партијата на власт. Треба едно да знаеме, дека народот е силата. Народот, а не е силата во 20-30 привилегирани луѓе кои мислат дека си над законот и над институциите и над државата. Силата е во секој слободен граѓанин од вас. Секој што излегол на улицата овде, покажал храброст и се спротивставил директно на криминалната банда што е моментално на власт. На протестот поддршка дојде и од СДСМ на централно и на локално ниво, а можеа да се забележат и граѓани кои биле членови или поддржувачи на партијата на власт. Пред присутните беше јавно побарано председателот Иванов целосно да ја повлече одлуката за аболиција. Пред неколку дена се јави фикусот од председател, најави делумно повлекување на аболицијата. Нашите барања беа јасни, гласни и едноставни. Целосно повлекување на аболицијата. Законот и уставот мора да важат за сите подеднакво. Селективна правда не смее да има. Селективна правда е неправда. Пред присутните беше упатена пораката дека не може да има амнестија и помилување за извршен криминал против државата и нејзините граѓани. Цело време повторуваат како навиени. Нас не интересира само работата, проектите, програмата. А кога народот вели сакаме правда, сакаме нашите пари кои што се украдени да ни се вратат, тоа некако не им се слуша. Затоа ние од овде сите им порачуваме. Ако нема правда, забадијала се сите проекти, забадијала е програма. Ако нема правда, нема ни економија, нема ни развој. Ако нема правда, нема да има ниту мир. Протестот вообичаено помина мирно и без инциденти. Според најавите од организаторите, маршот по улиците и собирите, според сегашната динамика ќе траат до четврток, а потоа ќе се договараат нови термини.